Развој на интернет. Интересот за остварување комуникација помеѓу компјутерите се појавил уште од самата појава на овие електронски уреди. По дефиниција, интернетот представува јавно достапен систем на меѓусебно поврзани компјутерски мрежи од целиот свет. Некои од главните придобивки на интернетот се заедничко и неизменично користење на софтверски и хардверски ресурси, размена на податоци, заедничка работа на повеќе корисници и слично. Често се смета дека настанот поврзан со почетоците на интернетот е лансирањето на сателитот Спутник. Подоцна, Соединетите Американски држави оформиле Агенцијата за напредни истражувања, или уште позната како ARPA, а подоцна исто така била создадена и ИПТО, односно Канцеларијата за обработување на податоци. По објавата на бројни статии, во 1969 година бил креиран и првиот интерфејс за обработка на пораки, а неколку месеци подоцна и првата ефикасна компјутерска мрежа на големи растојанија наречена ARPANET. Во 80-тите години дошло до популарност на вакви компјутерски мрежи, а една од најпопуларните била NSFN-net, која била базирана на TCP/IP протоколите, односно интернет протоколите, најновите протоколи на ARPANET. Во 1990 година бил направен и првиот пребарувач со графички кориснички интерфејс наречен World Wide Web. Пребарувачот бил пуштен во светска дистрибуција, што зголемило неговата популарност. За изработка на веб страниците бил составен посебен програмски јазик наречен HTML, а протоколот преку кој се пренесувале податоците помеѓу корисникот и серверот бил наречен HTTP. Веб 2.0 не се смета како технички надградена верзија, туку пристап преку кој сајтовите овозможуваат да корисниците комуницираат и соработуваат преку социјалните медиуми. Кратко кажано, во оваа верзија се овозможува пристап до содржина која корисниците би ја посакувале. Интернет протокол верзија или IPv6 е комуникацијски протокол на мрежно ниво. Тоа е најновата верзија на интернет протокол и главната разлика помеѓу него и IPv4, односно неговиот претходник, е бројот на адреси кои новиот интернет протокол ги овозможува. Тој овозможува 3 вида на адреси, односно unicast, anycast и multicast адреси, а тие се разликуваат по бројот на интерфејси за кои нудат идентификатори. Во поглед на безбедноста, IPv6 поддржува потврдување на автентичност и приватност и уште многу други работи. Можеме да заклучиме дека со дадената ретроспектива увидовме како интернетот се развивал од неговата почетна точка до тоа што е денес и покрај придонесот на бројните генијални умови, време е да започнеме со завземање на нивното место како идни креатори кои ќе донесат уште поголем напредок и ќе служат како мотивација за идните генерации. Ви благодарам на вниманието.